Освен подготвеноста на Заев, буквално да ги жртвува луѓето одејќи прерано на избрзани избори, слушнавме што нуди кон бугарите, тоа беше преку писмо од европските пратеници, значи на канта, односно на пазар се името, освен името кое што отиде, тука се јазикот, нацијата и историјата, спроведувањето исто на преспанскиот, тука се и флертовите со албанците кои што се очевини, сликата на УЧК и знамето стана буквално орнамент на Шекеринска и Спасовски при нивните сликања. На што се подготвени за да останат на власт? Мислам дека на се е подготвен, Зоран Заев. Буквално на се. Но на се кое што е надвор од орбитата на неговото потесно семејство. Кога интересите на неговото потесно семејство се засегнати, тогаш имаме гард. А за се друго е подготвен да преговара и да тргува. Буквално. И тука да немате дилеми. Не вие, туку сите граѓани во Македонија, дека тука нема крај. Што и да кажува, што и да соопштува сега, во што и да се колне, сметајте дека ако има и една минута шанса, постизборна, се ќе биде на пазарот, се ќе биде предмет на трговија, со исклучок на интересите на неговото потесно семејство. Тука се крева гардот и тука се бориме по било која цена. Секој кој што има поразлично мислење од ова што јас го кажувам, е жртва на пропагандата на СДСМ и Зоран Заев. А таа пропаганда ќе се засилува. И затоа ги молам граѓаните да не бидат жртва на пропагандата на СДСМ и Зоран Заев. Ова се луѓе кои што изминативе 3 години навистина беа вистинска пандемија во нашата држава. Да, таа пандемија може да се порази на избори, но на избори во кои што ќе можат граѓаните слободно демократски да гласат без при тоа нивните животи и нивното здравје да бидат изложени на ризик. Свесен сум јас дека поинаку ние не можеме да ги поразиме, освен на избори. Но да знаете и да немате дилема дека буквално секоја педа, без разлика дали е современа или историска, секој атом на коренот наш македонски, се буквално е предмет на трговија кај Зоран Заев. Тој е таков тип на политичар. Таму не очекувајте стратегија, таму не очекувајте визија. Таму денот се купува и се продава. Таква е политиката која што за жал ова раководство на СДСМ и Зоран Заев ја води изминативе 3 години. Јас би сакал да грешам. Јас би сакал да не сум во право. Но за жал искуството со овие луѓе не води до таков заклучок дека ова што го зборувам е така. Ви благодарам што и во ова време не време, најдовте време за нас и бевте дел од интервјута на Курир. Се најдобри, чувајте се. Ви благодарам на можноста и еве како последна порака до читателите на и оние кои што ќе го гледаат ова интервју на Курир, да им посакам добро здравје, да се чуваат, бидејќи здравјето е најважно, само здрав човек може да направи работи многу. Човек кој што за жал ќе го изгуби здравјето не е во можност да прави многу работи за него и за неговото семејство и за државата. За жал, однесувањето на владата е неодговорно, за жал имаме политичари кои што неодговорно се однесуваат, но мојата порака е, бидејќи имаме такви луѓе, вие самите гледате да се чувате.